Нашата држава е еден класичен пример за опстојувањето на нетолеранцијата, меѓусебното непочитување, дискриминацијата по сите основи. Од нејасни причини и за мене, па и за граѓаните, деновиве Facebook порталите од поединци лица кои што се припадници на неромската заедница, а во исто време и припадници на немуслиманската заедница, даваат постови на нивните Facebook портали кои што се со негативна содржина, пропратени со големи елементи на говор на омрза, кој што говор на омрза предизвикува и криминал од омрза. И сакам да кажам дека говорот на омрза има повеќе аспекти, меѓу кои и правен. И сега тука имајќи го правниот аспект и имајќи ги на нивните изјави, во нивните постови можеме слободно да кажеме дека не станува збор за слобода на говор, туку се работи за класичен говор на омраза, со кој што говор на омраза беа нападнати суштинските карактеристики на ромската заедница, а тоа е нивната етничка припадност и нивната верска припадност, и во исто време беше нападната личноста која што има посебно место во кај муслиманите, тоа е личноста на Мухамед, пратеникот Мухамед. Гледајќи ги овие настани, следејќи ги овие настани, кои беа преследени со говор на омраза, автоматски кај еден дел од населението се створи револт и се одржаа мирни протести во Штип и во Кочани. Јасно тоа и како партија предупредував и алармирав дека поради ваквите настани може да дојде до ескалација на ситуацијата и до некои неконтролирани ситуации, кое што конкретно и се случи во текот на денешниот ден, така што во Кочани рано утрото дел, односно припадник на ромската заедница, беше нападнат и физички буквално претепан од страна на лице кои што од неромската заедница, при тоа се упатувајќи навреди по неговата припадност како етничка и така и верска, и истиот бил со видливи телесни повреди. Јас и во оваа прилика апелирам да ваквата ситуација биде контролирана и упатувам посебен апел до Министерството за внатрешни работи и до министерот Чулев заради превенирање на ваквите ситуации, да преземат се што е во рамките на нивното овластување, вакви инциденти да не се понатаму сторуваат, односно да бидат спречени, а во интерес на меѓусебниот зоживот. Во исто време препорачувам и на припадниците на ромската заедница во своите коментари да не се обраќаат со елементи на говор на омраза, за да не се подигнуваат и така веќе во некоја мера влошените меѓусебни односи. Значи да препорачувам темизите да бидат намалени. Сметам и верувам дека институциите имаат сила и моќ оваа ситуација да ја превенираат и да ја спречат. Сакам да верувам дека навистина тие ќе застанат во одбрана на слободите и правата на граѓаните, а се со цел како што сакаме да имаме ние ромите, односно сите припадници на ромската заедница, мир и спокојство и добар живот за себе, тоа се препорачува и кон останатите граѓани.